Председателката на Општинската изборна комисија Куманово, Кристина Цветковска, денеска им ги додели уверенијата на избраните советници во Советот на Општина Куманово и на градоначалникот Максим Димитриевски. Новиот состав на Советот на Општината се состои од 31 советник. Конститутивната седница на Советот допрева ќе се одржи, а со неа ќе председава највозрасниот член. Има одредени измени, Иван Стојковиќ, бидејќи постои студирани интереси, на негово место е изберен нареден советник кој што доаѓа, Срđan Ѓорѓевиќ. На советниците им посакувам многу успех, успешна работа, да работат во интерес на граѓаните. На градоначалникот му посакувам многу успех и реализирани програми. Сакам да се заблагодарам до Државна изборна комисија што денеска во име на граѓаните на општина Куманово ни го врачи уверението за новиот градоначалнички мандат, воедно да се заблагодарам и на сите граѓани на Куманово кои што ми дадоа поддршка на овие избори, но и на тие од кои што не ја добив, дека ќе ги уверам во следниот мандат дека Куманово ќе го реализира сето тоа што беше ветено и составен дел на мојата изборна програма. Воедно ја користам оваа прилика да им честитам на сите избрани членови на Советот на Општина Куманово, вкупно 31, и да им посакам успех во следните 4 години, бидејќи целта е заедничка, а тоа е раст и развој на Куманово и негова трансформација во еден модерен и европски град. Исто така ја користам и оваа прилика да се заблагодарам на сите представници на медиумите кои што активно ја следеа кампањата во општина Куманово и да им посакам успех и воедно нивно активно делување се со цел на развој на демократијата во нашиот град и во нашата држава. Конституирањето на Советот не е во моја надлежност, тоа е во рацете на Советот. Согласно деловникот, од овој момент во рок од 5 до 10 дена треба да се конституира Советот. Јас им посакувам истиот да се конституира час поскоро, бидејќи во Куманово се неопходни одлуки на овој како битен представнички орган со цел да се прилагоди буџетот на реалните потреби до крајот на годината, а дополнително веќе влегуваме и во месец ноември кога ќе почнат подготовките на следниот буџет за тековна 2026 година, кој што треба да ги содржи сите оние размени компоненти согласно Законот за финансирање на единици на локална самоуправа. Исто така неопходен е избор на сите работни комисии, помошни комисии на Советот и воедно и сите оние истечени мандати на управни одбори, органи на управување на основни и средни училишта, јавни предпријатија и други јавни установи кои што се под надлежност на локалната самоуправа. Јас очекувам брзо конституирање на Советот. Повеќе од јасно е дека веќе мнозинството кое што е во централната власт застапено, исто така ќе биде представено и на локално ниво, а за деталите секако ќе бидете дополнително известени. Немало никакви договори по однос на распределби на места во предизборниот период, ниту пак предизборни коалиции. Имаше отворени поддршки од страна на знам кон кандидатите на ВМРО ДПМН низ целата држава, воедно и на ВЛЕН, а исто така јас како кандидат на знам ја добив поддршката на нашите партнери во владата од централно ниво, ВМРО ДПМН и ВЛЕН, и немало такви преговори и разговори. Тоа ќе се случува во следните денови. Кој ќе биде следниот председател на Советот, ќе видиме на самата конститутивна седница на Советот. Генерално имаше 11 апликации за ноемвриска награда. Искрено жалам што оваа година Куманово нема можност да додели, со оглед дека комисијата која што ги доделува овие награди и признанија, која што е најголема награда, е ноемвриска награда, во општината не е конституирана, како и Советот. Јас одлучив да го искористам своето право како градоначалник и да доделам поголем број на благодарници на истите тие кандидати за кои што е поднесена апликација за добивање на ноемвриска награда. Во текот на денот кабинетот ќе ви извести, бидејќи во моментов ја немам точната информација и не сакам да погрешам да испуштам некој. Мислам дека се вкупно 8 добитници
Но таа награда е награда од градоначалникот и не подразбира оној финансиски дел што го подразбира и самата ноемвриска награда, но веќе следната година верувам дека Советот согласно деловникот за работа ќе донесе одлука.